Приказни за Зоки Поки. Кога бабата се лути. Еднаш баба му се налути на Зоки. Веќе не знам зошто беше, но му рече: "Срам да ти е, Зоки, не зборувам повеќе со тебе." Но со кого ќе зборува Зоки ако не со баба си? Дома повеќе никого нема. Тато и мама се на работа, Лидија во градинка. Тој се замисли. "Ами ако те насмеам, бабице, и тогаш ли нема да ми зборуваш?" "Не," рече баба му, "нема да ме насмееш." Тогаш Зоки ја зеде вазната и ја стави на глава, па рече: "Гледај, бабице, нели сум смешен?" Бабата го погледна, но не се насмеа. Зоки со машата си го исцрни лицето, а со карминот на мајка си нацрта смешни извиени мустаки. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки отиде во бањата, ја зеде четката за пајажина, ја стави под мишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа, ниту пак нешто од сето тоа и се стори смешно. Зоки рече: "Штраки, буки, кики, бум." Но и тоа не го направи саканиот впечаток. На Зоки веќе не му текнуваше што да направи. Испи една чаша вода, го потргна фигаро за опашот, погледна низ прозорецот, нацрта едно човече со 7 нозе, но ништо. Без баба си е страшно осамен. Најпосле се реши. Го зеде бокалот од масата, замижа и го истори врз главата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутено. "Ти, неранимајко, ти непослушко, знаеш ли дека ќе те натепам толку убаво што ќе запомниш?" Но Зоки, дури сега среќен, беше подготвен на се. "Ако, бабице, ако, натепај ме, убаво натепај ме, само те молам зборувај ми, не можам кога не ми зборуваш."